Почитувани медиуми, до нас пристигнаа документи кои се сомнежи и индиции за огромен криминал со државни тендери во РЕК Битола во времето на Васко Ковачевски, а укажуваат за притисок и закани врз бизнисмените Васко Василев и Јани Радичев, сопственици на Рубитон, за да ја отстапат работата за ископ на јаловина која ја добиле на тендер во корист на СВ Инвест или да дадат 250.000 евра во кеш на Вице во хотел Вила Парк во Струмица. Целиот случај е пријавен во МВР, за што е изготвена и кривична пријава. Еве ја. Но истата, според наши информации, претрпела измени во јавното обвинителство или во МВР и е изваден делот каде што се споменува Вице. Кој, зошто и дали го направил тоа и фалсификувал јавна пријава, треба да утврди јавното обвинителство. Исто како што треба да се утврди одговорност за рекетарите. Бидејќи Русковска вели дека не е запознаена, еве шанса да се запознае и да ја освежиме меморијата. Впрочем, ова е тест за обвинителството. Од тука бараме јавното обвинителство да почне да си ја работи работата и веднаш да ги повика Вице Заев, Стојан Чифлигаровски, Горан Крстев, Лазе Велковски и Оливер Спасовски да ја прибави целата документација и да постапи согласно закон. Одговорност мора да има. Според документите кои дојдоа до нас, сагата и притисокот со цел изнуда на пари врз Рубитон почнува при самото склучување на договорот со РЕК Битола. Според документите кои ги имаме, Рубитон склучува договор за ископ на јаловина во РЕК Битола на 13.8.2018 година. На 24.8.2018, кога побарале влез во РЕК Битола на механизацијата, Васко Василев добива повик од тогашниот директор на РЕК Битола Васко Ковачевски да се сретнат, што се случило во хотел Епинал во Битола. На средбата Ковачевски побарал од Василев да отстапи 50% од работата на СВ Инвест на Стојан Чифлигаровски, на што Василев одговорил дека согласно подпишаниот договор ваквото барање е недозволиво. Наредниот ден Василев добива повик од Ковачевски со барање на СВ Инвест да му отстапи 75% од работата. Откако Василев повторно одбил, наредниот ден ги повикува сопствениците на Рубитон, Василев и Радичев, на состанок во менувачницата Саат Кула, собственост на Стојан Чифлигаровски, газда на СВ Инвест, со барање целосно да ја отстапат работата на СВ Инвест со надомест од 10.000 евра како трошок за тоа што учествувале на тендерот. Пошто сопствениците, чувствувајќи огромен психолошки притисок, рекле дека не им треба ништо, само сакаат правно да се раскине договорот без да одговараат. По оваа средба повторно се случува нова. Сега веќе четврта, во хотелот Епинал помеѓу Василев, Радивчев и Ковачевски и Чифлигаровски, на која сопствениците на Рубитон му кажале на Ковачевски дека не постои можност за пренос на работата, на која тој им кажал да му дадат 250.000 евра во готово или да му ги однесат лично на Вице во Струмица, пошто им го дал и бројот на Вице. Стои и е наведено во овие документи кои што ќе ги предадеме во обвинителството. Василев, според сведочењето, организирал средба со Вице преку стар познатик од Струмица, пошто тие дошле на договореното место во хотел Вила Парк во Струмица, каде Вице не дошол со образложение дека средбата не била договорена за 9 вечерта, а не сабајле, пошто собствениците на Рубитон си заминале, а врз нив започнал огромен притисок и терор. Како што стои наведено во документите, Василев добива порака од Вице: многу лош впечаток сте оставиле, недостапен си бил, а седиш во кафич. Имам слики, пошто следи и Вибер повик на кој, како што е наведено во овие документи, му било кажано: ќе си ја тераш твојата работа, а ние нашата, па ќе видиме до каде ќе стигнеш. По овие пораки им следува целосно сценарио, според Василев,
кое завршува со раскинување на договорот и наплата на банкарска гаранција, со што на Рубитон и е нанесена штета од 30 милиони денари. По раскинувањето на договорот, РЕК Битола пристапило кон склучување на договор со второ рангираниот на јавниот повик, кој не прифатил. Со третиот, како што кажува Василев, не било приговарано. И договор се склучува со четврто рангираната фирма СВ Инвест, со која е склучен договор во 4 очи со непосредно преговарање. Ви благодарам.